Добре дојдовте во процес. Зошто здравствениот систем не влева доверба на граѓаните? Од каде толку големо незадоволство кај граѓаните, но и кај лекарите? Гостин во студио денеска е доктор Димитар Стровјански, уролог од болницата во Велес. Добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Ова, ако не се лажаме, трета покана, еве сега најдовме конечно време. Конечно ја реализиравме и да го искористам моментот, бидејќи снимаме на 12.5, да му честитам празникот на сите медицински сестри и медицински техничари. Добре, емисијата оди во недела, меѓутоа не е ништо задоцнето. Доаѓате од Велешката болница, во која често пати ја бранува јавноста. Меѓутоа, јас ќе почнам со пресудата која ја потврди апелациониот суд во Скопје на 30.3.2016 во спорот Стровјански против Василев. Василев е директорот на болницата во Велес. Тој треба да ви исплати оштета за изнесени клевети и навреди пред стручен колегиум. Да. Тоа е конечната пресуда на апелација во при крај процесот уште еден апелација за уште една клевета и навреда, објавена од негова страна во пишан медиум. Ова се однесуваше во еден период, ние не знаеме никој од вработените дека немаме здравствено осигурување во тој месец, а јас имав закажан контролен преглед на кардиологија и таму ми беше соопштено дека јас сум фактички неосигурено лице. И поради мој напис на Facebook дека немаме осигурување, а даваме, ние сме даватели на здравствени услуги, а не можеме да ги примиме. Од колку години? Па сега веќе 30-та година стаж. Останавте без здравствено осигурување. Да, и ради тој статус, следниот ден, значи, колегата, директорот, пред цел колегиум, со погрдни зборови се изразил, јас доаѓам нешто покасно на работа, значи моето работно време одредено. Да, работите скратено работно време од здравствени причини. Скратено, одобрено од Комисијата за инвалидско-пензионерската комисија. Меѓутоа, моето работно време никогаш не завршува на пола работно време. Меѓутоа, почетокот на работното време ми е пола час после колегите кои имаат утринско реферирање. Бидејќи во повеќе наврати ги коментирал моите написи, моите ставови за здравството и конечно за Велешката болница, тој ден бил највеќе повреден, бидејќи сум обзнанил во јавноста нешто за кое што тој сметал дека не е, тој смета дека не е вистина, дека била некоја мала пречка. Меѓутоа тоа го потврди и другите колеги кои што имале потреба да земат лек или да отидат некаде вон Велес, и ми кажано им е дека немаме здравствено осигурување. За среќа, ради тоа моја реакција, за 2 дена беше уплатен целиот износ, бидејќи за една вработена немало уплатено и тоа се рачуна кога нема за еден уплатен, дека никој не може да ги користи. И тие клевети и навреди, колегите завршија на суд, ми ги принесува колегите, беа вџашени, фрапирани, како, нели, бидејќи сме на некој начин сме биле пријатели, како тоа изустено баш од устата на директорот со такви погредни зборови, не само за мене, туку и за мојот покоен татко, кој што беше во еден период директор на болницата Велешка. Против истиот директор имате поднесено и кривична пријава за злоупотреба на службена должност, за она што го спомнавме дека работите скратено работно време, а не ви беше исплатена плата. Да, целата сума. Како заврши тоа? Значи, тоа заврши со моја победа, односно со реализација на ефектуирање на средствата кои што ми беа ускратувани 3 години. Кривичната пријава ја поднесов во Велес нормално за злоупотреба на службена должност, потоа ја проширив и со непочитување на право од работен однос, еден член вели за тоа. И беше одбиена првично мојата пријава кривична, да потоа се пожалив до Висшето јавно обвинителство, кое што го врати на повторно разгледување случајот, го врза основното јавно обвинителство во Велес и ја добив, да кажам, конечната одлука на јавното обвинителство, кое што
јас не сум правник, меѓутоа е смешна за сите адвокати и правници кои што дојдоа до неа, до текстот, бидејќи во изјавата на директорот стои дека тој е гинеколог, не е правник, на некој начин му е дозволено да не знае дел од законите и дека доколку сторил грешка, дека ќе биде грешката исправена. Истовремено, освен во јавното обвинителство, јас се обратив и до Народниот правобранител, така да и оттаму имаше реакција. И кога го прочитав текстот, ми беше јасно дека го ослободуваат лично тој да ги плати средствата, дека ќе биде префрлено средствата да ги плати нашата болница. Јас само одговорив на тоа, ми беше чудно, бидејќи јас поднесов кривична пријава, не за малолетник. Ослободуваат од кривичната пријава. Значи, он е ослободен, меѓутоа дава честен пионерски збор дека ќе ги реализира средствата, ќе ми ги исплати во највозможен рок. Ви ги исплатија? Некаде касната есен 2015, не се сеќам дали беше ноември или октомври, ми ги исплатија средствата. Болницата? Да, болница. Добро, како е да се работи со таков директор? Не се плашите од реперкусии вака тужби што му поднесувате? Не, значи немам од што да се... Имате ли некакви фрустрации во меѓувреме? Немам од што да се плашам, затоа што на некој начин ние се знаеме од мали. Јас ги знам неговите фрустрации и комплекси, за такви јас немам, јас сум се уште отворен за соработка, дури на професионален план. Меѓутоа, еве, завчера, неговиот адвокат се обидуваше да стапи во контакт, дали може директорот да ја плати казната од пресудата на 4-5 пати. Значи, ни за тоа, иако адвокатот го подучил дека во ред треба вие да седнете како колеги да се договорите, мислам дека ќе биде така. Добро. Последно е писмото на анестезиолозите кои што го упатија до истиот директор и до министерот Тодоров. Апропо, нели, обуката која што им беше наложена да одат во Скопје на обука за вадење крајници со целосна анестезија. Оваа процедура се работи ли таму? Како заврши таа работа? Одат ли, почнаа ли да одат? Значи, колегата кој што доби наредба прв да оди на едукација е веќе 64 години. Зошто реагира? Треба да замине во пензија и целиот работен век од кога јас сме заедно, значи повеќе некаде до 88 година на хирургија. Тогаш беше оддел хирургија, одделение хирургија, немаше урологија, ортопедија, потоа ги направивме одделенијата. Значи човекот, еве прво за него ќе спомнам дека цело време работи ендотрахеални анестезии. Меѓутоа проблемот за да се согледа малку поглобално за нашата болница, морам да ви известам јавноста дека тука се нагомилани повеќе проблеми. Едниот проблем е што колегите од ОРЛ пред неколку години, прилика 4 години, останаа без своето одделение. Актуелниот, значи, менаџер, директор, одлучи го пренамени одделението за нашата администрација, за управата на ЈЗУ Општа болница. Го затвори одделението, стави канцеларии. Да, канцеларии се и операционата сала која што беше на одделение за ОРЛ, сега е сметководство. Припремата само на една операциона сала во нашите услови, без апаратура, кошта 10.000 евра. Сега, тие колеги се на некој начин приморани да оперираат во други операциони сали. А одделението е префрлено каде? Одделението е споено со очно одделение. Во просторот кај што беше само очно одделение, сега се и очно и ушно одделение. Додека операциите, колегите веќе ги работат во хируршките сали. Значи, ајде да видиме тоа како изгледа во хируршките сали. Колку хируршки сали имате, а колку
видови на операции се прават. Значи, на хирургија, на втори спрат, постојат 2 операциони сали. Ние сме 3 одделенија хируршки, ги рачунаме ортопедија, урологија и општа хирургија. Така. Ради тоа што сме 3 одделенија, имаме 2 операциони сали, кои што се субстандардни, значи не се они стандардни сали. Што значи субстандардни? Па така се малку нашминкани да одговараат на сегашниот момент, иначе нити по големина, нити по употребени материјали ги задоволуваат современите услови за операциона сала. Во тие, значи, 2 сали правиме распоред секој петок и понеделник како ќе се одвиваат операциите следната недела, односно да има поделба кога ќе влезе уролог, кога ќе влезе ортопед, кога ќе влезе општи хирург. На сето тоа гужвање во операционите сали на одделенијата, сега се внесени и колегите од Орала да оперираат во таа сала. Взајамноста да биде, например, обавестена поконкретно. Се оперираат децата. Да, нашиот народ вика не се мешаат баби и жаби, ова е баш така нешто. Што значи тоа? Тоа значи дали тоа значи опасно за дечињата кои што може да значи, бидејќи да. Значи, некаде се планирани оперативните зафати од прилика сега во среда во 12 часот. Секој хитен случај, ако во среда има таков, значи мора да биде внесен пред тоа во сала. Двете сали операциони комуницираат меѓу себе. И мешањето на бактериите, значи за тоа ги правевме ние распоредот на хируршките одделенија, да не се мешаат, например, да нема после мојата операција, например, на отворена простатектомија или бубрек, да не влегува ортопедот со отварање на коска. Бидејќи тоа мешање баш на бактериите носи зачестеност на интрахоспиталните, значи болничките инфекции и пролонгирано, продолжено лекување на пациентот. И сега се враќам на случајот, значи колегите од анестезија добија наредба, не добија решение. Упатување на едукација треба да биде на некој начин покриено со решение од директорот. На основа на тоа решение они може да поведат управна постапка. Овака сега со наредба се и нормално. Не го објаснивме тој дел, анестезиолозите ја работат таа процедура веќе? Значи, сите анестезиолози, 4 се, има една колешка пред завршување и уште 2 колешки кои што имаат уште повеќе години за специализација. Еден од колегите исто кој што требаше да тргне на специализација си даде отказ, иако званично беше сниман во Министерството дека ќе биде упатен во Германија. Малку сега една мала дигресија, меѓутоа во Германија му кажа дека он може само да биде посматрач, обсервер, не може да учи активно анестезија. Зборувате за обуките што се прават во странство. И за специализација, да. Така да останаат 4 колеги, од кои што 3 се пред пензија. Значи, и нема да го употребат она што ќе го научат? Нема што да научат. Значи, они веќе го знаат. Они ја знаат таа метода, толку години работат и ендотрахеални и спинални анестезии се работат кај нас. Значи, а во исто време друга апаратура, која што е набавена од поодамна, стои неотворена. Неотворена за докторите да одат на обука и да работат. Која процедура? Тие се ендоскопски интервенции на синусите, на грлото, кои што се минимално инвазивни и се благопријатни за пациентот, бидејќи може истиот ден да биде отпуштен, нема резови и така натаму. Значи, таа апаратура на ушното одделение, колку што сум запознат, си стои така подолго време. Истовремено, значи, сега колегите со право, значи, бараат да работат операции на крајници. Меѓутоа, начинот на кој што сега се упатуваат колегите на додатна едукација, воопшто, ја мислам, нема да вроди со плод, бидејќи колегата до септември му е работниот однос, може и понатаму ќе го проложи работниот век,
согласно со можностите законски, меѓутоа званично во септември треба да оди во пензија. Исто се работи и за другиот колега, наскоро е и тој, меѓутоа он е началник на службата. Колешката која што исто треба наскоро да оди во пензија, исто е сакаат да ја упатат, и последната колешка, моја генерација, она е значи околу 55 години, исто треба да оди на едукација. Значи тоа се колеги кои што сите до еден ги работат тие процедури и ги работеле и ги работат се. Министерот не им одговори повратно. Значи они упатија прво се обидоа на фин начин да му објаснат на нашето раководство, менаџерскиот тим, односно директорот, дека они не гледаат потреба да се едуцираат, бидејќи Немаше повратен одговор? таа проблематика нито работат. Нито министерот, нито директорот? И се обратија после упатија факс до министерот, кога видоа дека и министерот не одговара на многу битна работа, значи се обидуваме во Велес повторно да ги актуализираме операциите на крајници со ендотрахеална анестезија, претходно беа работени со етер. Меѓутоа, за тоа треба да се седнат двата тима. Тимот на анестезиолози, тимот на орала хирурзи И да се договорат. во присуство на директорот да Така, опремата во салата каде што вие работите е стара, рековте, повеќе од 16 а нешто и повеќе од 16 години. Во пред 10 дена се случи Последниот инцидент беше, да, кажам дека скоро, значи имаше последици, можеше да има последици и по вас како Так. медицински тим и кон пациентот заради можен струен удар. Што се случи и каква е таа опрема? Значи, Што таа апаратура- што удира струја додека вие работите? Таа апаратура ендоскопска, јас одам напред да бидат овие начини на едукација. Сам одев се едуцирав, прво во Клинички центар Љубљана, потоа со помош на Европска асоциација на 2 пати во Брисел и ја користев таа апаратура сите 16-овие години, да кажам дека таа е грант од наши иселеници и мои пријатели од Германија. Таа апаратура, они беа спремни многу повеќе да направат 16 години и за другите одделенија, меѓутоа немаше, да кажам, ни тогаш сенс да си спочитуваат доволно за да продолжи понатаму соработката. Меѓутоа, како и да е оваа апаратура, значи секаде кај што се Вршеше употребува, работа сите овие години. и секаде кај што се употребува во светот, значи векот на траење на таква ендоскопска апаратура, тоа се фини клештици, фини инструменти оптички кои што влегуваат до бубрек, да кажам, без рез. Сето тоа си има век на траење и секаде се обновува на 3 до максимум 5 години. Јас упатував писма повеќе пати за проблемот, бидејќи рестетоскопот тоа е како еден пиштол кој што во себе има електрода која што е поврзана со извор на електрична струја, па преку ножни педали се управува, се координираат покретите и операцијата на тој начин се изведува. Укажував на тоа, меѓутоа Немаше слух. слух немаше. Јас се израдував кога дојде екипата на Министерството пред некаде 3 до 3,5 години. 3,5 Ви години. ветија мислам. тогаш во опрема? Да, колегата кој што дојде, во записник влезе дека е потребно обнова на целокупната апаратура. И што се случува сега додека работите? Што се случи пред 10 ден? Што се случи, значи изби електричен лак и пукна кабелот за струја За време на за време на операцијата во близина на анестезиолошките гасови кои што така може да експлодираат при таква ситуација. Значи, тоа се случува 2-3 пати, пред се на овој уролошки рестетоскопски пиштол, а сега беше на кабелот. Тоа е, за да разбере јавноста, значи, работам или возам кола автобус, возам или комбе, имам мотор од Фичо, имам акумулатор за моторче, значи не се комбинираат, пак ќе кажам, 2-3 различни опреми од различни производители и во различен период.
Така да овој пат, како што видов, беа поврзани педалата со еден од постарите електрокаутери, електрични ножеви. Може би и самиот кабел бил доволно излитен, меѓутоа таа апаратура јавно, со полна одговорност кажувам дека веќе не е за употреба. И вие ќе настрадавте. Не само јас, можеше да настрада и болничарот, и пациентот да има негативна електрода. Помалку е можно, меѓутоа ако се случеше експлозија бидејќи во близина се и анестезиолошките гасови, тогаш сите ќе настрадаат во операционата сала. Точно ли е дека во болницата за еден и пол месец имаше 4 смртни случаи постоперативно пред некоја половина година? Тоа е, да, пред повеќе од 6 месеци, значи... Што се случи? Се испитуваат ли тие случаи? Јас колку што сум запознат, не. Нешто од фамилиите реагира, мислам дека се обраќаа до некои институции надлежни за такви работи. Значи, тоа се случи минатата година во еден период од месец до месец и пол. Тоа беа 4 пациенти, едниот дури не беше ни опериран, не требаше ни да биде опериран, бидејќи имаше тешка кардиоваскуларна болест и значи не беше во состојба да биде опериран. Меѓутоа, човекот кој што и колегата кој што го менаџирал случајот, сепак ги убедил семејството да остане и као утрешниот ден треба да се оперира, он вечерта екзитира, почина и покри сите обиди за реанимација на интерно и останатите 3 случаи тие се постоперативни? Исто, другите 3 случаја се случаи кои што се донесени во Велешката болница, пациенти кои што не гравитираат природно кон Велешката болница, значи во Велешката болница гравитира подрачјето на Неготино, дел Умно Кавадарци и дел од Свети Николе. Ова беа од други места на државата, кои што вообичаено не доаѓаат кај нас да се оперираат, и се случија, значи, уште 3 екзитуции, еден по друг. Јас тука, значи, како... Тоа биле договорени операции, да, привлекуваат, значи, пациенти од други места. Пошто од почетокот од прилика гледачите ќе разбираат ситуацијата во кои услови јас работам, значи бев ставен на страна и уролошките тешки случаи, посебно од другите делови на Македонија, беа менаџирани од општи хирург и од директорот. Значи, они закажуваа операција на ниво име, да, и со колегата кој што го повикуваа од уролошка клиника да дојде да ги оперира. Од Скопје? Да. Ја мислам тука е касно се оперирани прво пациентите, тоа се, викаме ние, случаи кои што не се веќе за операција, за еден сигурно знам, и постоперативната грижа исто беше оставена на, мислам, недоволна грижа на колегите кои што го менаџираат. А имате ли услови за постоперативна грижа, интензивна нега? Значи, интензивна нега, ние имаме полуинтензивна нега во Велешката болница, не е права интензивна нега. Немаме, се уште сега се работи на тоа, на довод на гасови, меѓутоа тој целиот дел на операциониот блок со интензивна нега, по мене многу по-практично и поевтино ќе беше да се направи нов, отколку да се доставаат гасови, да се реновира нешто салата, па нешто да се импровизира во друга сала. Така да на сето тоа се базира, мислам, ваквите исходи. Има реакција од семејствата? Се испитуваат ли случаите? Има ли комисија некаква инспекција? Има званична комисија формирана, меѓутоа, мислам, до комисијата наша не се дојде. Ја колку сум запознат, дел од семејствата биле до директорот, натаму што е случајно, не знам. Знам дека за еден случај исто беа
упатени во други институции да се пожалат, бидејќи тука не нашле заеднички јазик. И сето тоа е голема одговорност, мислам, на раководството, ако е совесно и ако ги погледа сите тие проблеми. Јас реагирав и на последната одлука на директорот да направи конзилиум уролошки. И сега таму, во конзилиумот уролошки, е што туку завршениот мој колега председател, уролог, имам колега нов, кој што изворено, мислам, се разбираме и се надевам ќе соработуваме. Меѓутоа, со наредба на директорот, он е ставен председател, јас сум член на тој конзилиум и двајца хирурзи. Кој ќе реши, конзилиумот одлучува за потешки случаи. Ако требе некој пациент реши комисијава 3:1, јас сум едниот што мислам поинаку да се решава. Ако донесе конзилиумот заклучок дека требе така и така да се оперира, тоа значи задача за мене ја да го оперирам на начин на кој што сметаат општите хирурзи. Не ја си оперирам како што е најдобро и како што треба. Добро, сакам да ве прашам околу специјалистите, каква е состојбата сега? Имате специјалисти доволно или веќе како и во целата држава, да. Во цела држава недостасуваат, меѓутоа има и на бран кои што одат во пензија, доаѓаат ли нови? Да. Еве, како и во целата држава, ќе кажам дека сега конечно се освестија дека се потребни лекари, специјалисти и последниве 2 години убрзано се упатуваат, меѓутоа таа празнина, тој вакуум што настана последниве 10 години, тешко е да се надополни, знаејќи дека една специјализација од 5 до 6 години трае, значи не може тоа да се надополни со години што не е надокнадувано. Така да тука исто пропуст е кадровски направен во цела држава, а ние како установа тука не ги окривам нешто посебно нашето раководство, бидејќи за секоја таква одлука мораше да има не само Министерството за здравство одлука, туку и Министерството за финансии. Така секој вработување, да. Малку оди потешко. Точно. Сакам да ве прашам по однос на приватното здравство и јавното здравство. Многу од луѓето си бараат чаре во приватно, знаеме од кои XXX причини заминуваат во приватно. Меѓутоа, во Македонија се нудат, имаме доста приватни болници, меѓутоа услугите се енормно скапи. Што не е случај во другите земји. Зошто е тоа така во Македонија? Имате ли идеја зошто е така? Зошто е системот така направен? Системот е направен така, бидејќи во таква раслоено општество, може би е нормално, меѓутоа кај нас мислам дека не е тоа, дека е нормално. Не е во ред, така бар мислат дел од граѓаните, да чекаат нешто за кое што можат да го остварат побрзо. Финансиски моćните граѓани, значи не им паѓа на памет да застанат во ред на мој термин и да чекаат по неколку месеци да бидат оперирани, ако им е потребна операција. И затоа ги користат тие установи приватни. Меѓутоа, јас би рекол една мала пак дигресија дека сето здравство е на глава поставено, дубиме на глава, затоа што прво примарното здравство се приватизираше. А остана секундарното и терциерното дејство као јавно здравство. Таа поделба на јавно и на приватно мене лично ми смета, затоа што укажува на нешто друго. Кај нас се смета дека во приватното здравство се добива врвна услуга, а јас мислам дека се добиваат врвни услови за услуга, не значи дека и врвна услуга. Да, просториите, чистотата, сите овие работи, значи они не кубурат со 2 сали и затоа се посигурни колегите да оперираат таму, отколку да дојдат да оперираат кај нас. На почетокот, кога се отвараа нови болници, се ветуваше дека ќе бидат достапни, значи да граѓанинот може да избере каде сака да се лекува, во јавно или во приватно. Сега работите излегува сосем поинаку. Да, по моје мислење, значи потребен е и некој дополнителен фонд,
преку кои што би се одвивала таа дејност, чисто приватна, бидејќи јавното здравство, како што е кај нас, не може да финансира толку скапи услуги и како што знаете, дозволени се само кардиохируршки интервенции во договор со Фондот за здравствено осигурување и некои интервенции, мислам дека и од офталмологија. Другото се оди оди приватно. За жал, ја мислам треба да се успостави една цена за медицинската услуга, а по основа на таа цена, тогаш пациентот ќе реши дали кај доктор Петко или кај доктор Трајко ќе отиде, ако е овој попознат, значи он ќе има повиши интервенции, би добил и поголема плата, а не овака, значи во неравноправна борба, значи ние имаме некоја минимална плата, колку што знам, по целиот Балкан, можеби Албанија има нешто пониски плати од нас, и затоа сето не добиваме, значи добиваме паушална плата, не добиваме према сработеното, према оперираните. За дежурства да не зборуваме и така. И многу е друго битно, значи ако некој пациент е опериран во некоја болница и се оди по патот на парите, не по пациентот, по патот на парите. И ако се види дека истиот пациент за иста интервенција е опериран во друга болница, па во трета болница, дали треба да биде на првата болница исплатено парите за операција? Или треба казна да добие првата болница, односно првиот тим, бидејќи несоодветно е направил? Кога би постоело тако водење на... Не е регулирано тоа. Не е регулирано тоа и мислам, обично завршуваат еве како и што беше и вашиот напис, луѓето може и да се успешно оперирани. Да, за случајот на торакална хирургија. Да, ради лоши услови, одат во приватно здравство за да излечат една интраболничка живот и да е инфекција, да се спасат од тешка инфекција која што ја добиле во несоодветните услови. Значи, тука треба, кажувам, да се превртиме сите на нозе да застанеме, бидејќи сега добиме на глава, да расчистиме не дали е приватно, дали е јавно, туку да расчистиме што и на кое ниво и каде се оперира. Ја мислам, ако има и дополнителен фонд, а може би овој фонд, ако добро се полни, дека сите услуги можат граѓаните да си ги приуштат во сите наши болници. Меѓутоа, за услугите за кои што немаме се уште кадар или апаратура, чесно е да се излезе пред граѓаните да се каже од оваа струка, поточно оваа област, не можеме тука да ја практицираме, во Македонија се уште, пратени се неколку колеги, додека се вратат, ќе одат на операција во некои други држави. А не од тоа да се прави препрека на стварно болните, оние што стварно им треба медицинска услуга која што ние не може да ја пружиме, да бидат задржувани во границите на Македонија. Значи, тоа се губи уставот што го гарантира дека сме социјална држава и дека сите основното здравствено... Има право на лекување. Јас ви благодарам на разговорот. Благодарам на поканата. Се гледаме некој следен. Во некоја следна прилика.